Почитувани председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани новинари, по однос на ова прашање за предлог закон, би сакал да напоменам дека во предложените законски решенија, еден од главните услови за избор, но и основ за разрешување на председател и член на Комисијата за жалби по јавни набавки е тој или таа да не биде член на орган на политичка партија. Ова сметаме дека ќе зајакне професионализацијата по однос на капацитетите и стручноста на Државната комисија за жалби по јавни набавки. Имаме општ заклучок на многу економски оператори и во многу меѓународни извештаи дека Државната комисија за жалби по јавни набавки има неконзистентни ставови во одлучувањето по жалбите за јавни набавки за исти фактички правни ситуации и ваквата неконзистентност во постапувањето секогаш создава ризик од корупција и незаконско работење и ја нарушува правната сигурност на поголемите стопански оператори. Тоа што сакам да го напоменам во однос на овој предложен закон за измени во Законот за јавни набавки е дека истите се во насока да одговорат на заклучоците на релевантни меѓународни извештаи, како што е извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2023 година. На пленарната седница која што собранието ја одржа на 17 септември на предлог на Комисијата за финансирање и буџет, расправајќи по годишниот извештај за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки од 2023 година, собранието донесе заклучоци со кои констатираше дека Државната комисија за жалби по јавни набавки не ги реализирала активностите потребни за обезбедување на брза, објективна и ефикасна правна заштита во постапките за јавните набавки и не ги постигнала очекуваните цели и резултати. Собранието и работните тела имаат законски надлежности да вршат надзор и да предлагаат решенија за подобрување на состојбите во оваа област и токму овие законски измени се решенија за подобрување на состојбата во оваа област. Тоа што сакам да го напоменам е извештајот за мапирање на состојбите во јавните набавки и клучните генератори на корупција, кој што е финансиран од Европската Унија, изработен од Фондацијата Лудвиг Болцман и истата објавена во декември 2023 година. За Државната комисија за жалби по јавни набавки е констатирано дека многу високи, 46% од испитаните фирми изјавуваат дека не се жалат по однос на јавните набавки, бидејќи немаат доверба во надлежната комисија, односно сметаат дека набавките се веќе договорени. На второ место, како причина поради која што многу стопански субјекти не поднесуваат жалби за тендерите е висината на надоместокот, што е проблем за 21% од фирмите, а на трето место фирмите изјавиле дека не поднесуваат жалби по однос на јавните набавки затоа што имаат страв од реваншизам кај договорениот орган кој што распишува јавна набавка и тие се 15% од стопанските субјекти. До сега Државната комисија за жалби по јавни набавки не превземала активности во насока да се подигне довербата кај бизнис секторот врз нивната објективност и нивната компетентност да одговорат по ваквите, да речем, загрижувачки констатации. Во истиот извештај констатирано е дека ниската доверба во Државната комисија за жалби по јавни набавки и неконзистентноста во постапувањето и различните стојалишта може да влијае неповолно врз спречувањето на коруптивните договори. Затоа сметам дека ваквите меѓународни извештаи кои што се направени по налог на Европската Унија укажуваат дека собранието има сериозна потреба да направи реформи во овој закон за јавни набавки и во зајакнувањето на капацитетите на Државната комисија за жалби по јавни набавки. И затоа сметам дека овој предлог на закон и овие измени би требало да се разгледуваат во скратена постапка за да можеме што поскоро да имаме подобра професионалност и посилен капацитет на оваа комисија. Благодарам.